Ваша екселенцијо, амбасадоре Гир, почитувани медиуми, почитувани пратеници, почитуван вице-премиер. Европската Унија е содржател кој што треба да не движи напред сите заедно и не само политичките партии од власта и од опозицијата, туку сите оние општествени чинители кои што можат да придонесат за да имаме еден чекор напред кон нормализација, би рекол, на нашето општество. Европската Унија, за жал, е процес кој што не може да окарактеризира владење на една политичка гарнитура или една влада, затоа што, за жал, истиот веќе представува еден генерацијски процес. Цела една генерација се потроши во чекање на датум, во исполнување на критериуми. Кога мислам на генерација, мислам на граѓани кои што не биле директно вклучени во било какви преговори, дали од власт, дали од опозиција. И затоа ниту една гарнитура не може да го монополизира истиот овој процес, туку секој од нас повеќе треба да работи кон приближување на државата во нормалните текови, а помалку да драматизира поговорници во Македонија или во некоја од европските метрополи. Јас најпрве сакал да го искажам моето задоволство од заклучоците на Советот, затоа што како регион тие се посветени на проширувањето, како што тие велат, проширувањето станува клучна на Европската Унија согласно обновениот консензус за проширување на истата. Се вели дека Советот ја повторува недвосмислената поддршка на Европската Унија за европската перспектива на целокупниот Западен Балкан, каде што се наоѓаме и ние, бидејќи ако сакаме да влеземе во еден регион, во една унија, ние мораме да размислуваме и за нашиот регион, што се случува околу и дали сите одат заедно напред или некои можеби стагнираат, што наистина е предизвика, особено делот кој што се вели дека правичната и ригорозната условеност е принципот на собствените заслуги. Ние треба да имаме заслуги за кои што можеби треба повеќе и да сработиме. Советот ја нагласува итната потреба тие да се фокусираат на основните реформи за да се решат голем број постојани структурни недостатоци во областа на владењето на правото, основните права, зајакнување на демократските институции и јавната администрација, како економските критериуми, солидни и одржавни перформанси. Советот потсетува дека владењето на правото е основна вредност врз која се заснова Европската Унија, што да бидеме реални, да се погледнеме во очи кај нас во Македонија, тоа баш и не е така. Суштинско значење за напредокот на партнерите во оваа област вели дека сите реформи кои што стагнираат треба да бидат со робусен, опиплив и неповратен процес. Да не правиме реформи во борбата со организиран криминал само тогаш кога медиумите ќе откажат истото ќе го објават и кога државата ќе нема каде. Овдека сака да каже дека целиот регион и Македонија кога прави реформи треба да бидат робусни, неповратни, да важат за сите. И затоа, можеби тоа е една од причината зошто неколку генерации на преходни раководства и политичари на оваа држава повеќе зборуваат на говорници и испраќаат извештаи, а помалку сработуваат еден неповратен процес, кој што неколку пати го читам зборот неповратен и во комисијата, и во извештајот, сега гледам и од Советот, затоа што знаат дека често пати добиваме ад-хок решенија, се со цел да добиеме таа година за она област која што ни треба соодветен извештај за дневна политика и можеби тоа е една од причините зошто овој процес наместо да биде политички процес на една влада стана генерацијски процес на повеќе генерации македонски граѓани. Независност на демократските институции е сериозна забелешка за сите држави во регионот, како и слободата изразувањето, слободата на медиумите и угушениот плурализам. Она кое што е индикативно е опишано во делот кога што вели дека зелената агенда
и одржливото поврзување се клучни за заздравување како и за економска интеграција во регионот и со Европската унија ќе бидат придобивка за бизнисите и за широката јавност. Ние можеме колку сакаме да кажуваме убави зборови, убаво напишани, убаво да ги изгледаме кои кажуваме и да драматизираме. Ама не можеме да избегнеме од фактот дека испративме документ до Унијата, до Комисијата во Скопје, во кој што се залагаме за зелена агенда. Во неја ставивме 680 милиони. Тоа го зборувавме по медиуми. Иако власта тоа го зборуваше, ние сме заедно во ова, така започнавме дискусијата. И на крај кога доаѓа завршна сметка, имате реализација 0. 0%, 0 денари. И тој извештај можеби ќе донесе добро поглавје една година, но следната година што ќе правиме? Затоа мораме да бидеме сите самокритични и да не го вперуваме секогаш прстот дека некој не блокирал, туку да се запрашаме колку политичките номенклатури во оваа држава, особено последните години, се искрени во процесите и действата кои што ги прават со цел приближување на државата кон Унијата. Во нашиот дел, јас не мало коментирам извештајот, затоа што тоа го правев на минатата седница, имаме сериозни пропусти во столбовите на општеството. Сериозни пропусти имаме во образованието, сериозни пропусти имаме во дигитализација на стопанството, кој што сериозно заостанува позадива на Европската Унија. Имавме сериозни пропусти во децентрализацијата, каде што се вели дека стагнира веќе трета година. И тие работи сериозно мора да се свртиме кон нас, а да не се замараме толку многу со другите објективни фактори, бидејќи субјективните прво дома мораме да си ги решиме. Во поглед на Бугарија мораме да имаме искрен однос, кој што значи взаемно почитување на двете држави во духот на Европската Унија. Мораме да објасниме и на Европската Унија, и на Западен Балкан, и на Бугарија, дека ниту една држава на друга не може да уредува образовен систем. Дека ниту една држава на друга не може да ги каже незините граѓани од кога се декларираат по националност како што се декларираат. Мораме да имаме искрен и честен однос и да кажеме доколку определени навреди сериозно му сметаат на некому, дека сме спремни да разговараме на обострано запирање на говорот на омраза. Сето друго, за кое што ние ова го направивме да биде генерацијски проблем, мислам дека вината треба да бараме кај нас, овдека и во ова собрание. Европската Унија знае да препознае вредности, објективно ги представува и како што пишува во извештајот дека сите реформски процеси и битни законски решенија се донесени со власт и опозиција. Тоа е во рамките на собранието, но тука тоа не смее да запре, туку треба да продолжи во извршната власт, треба да продолжи судската власт и треба да продолжи двојна власт која што е четврта локалната самоуправа, каде што вели дека стагнираме, нула сме. Кога ние искрено ќе се бориме со криминалот и корупцијата, а не како што кажав само кога медиумите ќе откријат за тоа или некој свиркач, кога ќе имаме неповратни систематски процеси, претпоставувам дека ќе има политичка номенклатура која што конечно ќе го добие тој датум. На крајот на денот, онаа трагедија која што се случи пред еден месец со автобусот, ја покажа целосниот начин на функционирање на балкански држави, кога еден автобус без соодветни документи по 3 пати во неделата мине македонско-бугарска и бугарско-турска граница и повторно се враќа назад со несоодветни документи и таблички. Тука треба нашата генерација да ги бара причините зошто можеби овој извештај е таков каков што е, а не да излезе вице-премиер задолжен за евроинтеграции и да се занимава со дали бројката и методологијата е една или бројката и методологијата е друга. Реалноста и заклучокот е дека по 5-ти пат ние немаме меѓувладина седница,
Реалност и заклучокот за жал на овие граѓани е дека по пети пат ние немаме датум за преговори. Затоа ве повикувам сите да во идниот период работиме заедно, бидејќи Европската Унија и перспективите се единствениот заеднички содржател на сите општествени чинители. Благодарам.